за искористување на ресурсите и поддршката на општините за јакење на општинските надлежности. И јас секогаш велам дека нешто што доаѓа понекогаш навистина како тема од невладините организации или во случајот како што е овој концепт за денешната утринска на Телма, некогаш сме вистина лаици. Меѓутоа имаме соодветни луѓе или категорија на работници или професионалци во својот сектор кои што ќе ни ги појаснат сите овие правила, методи, техники или па генерално на некои овие теми на кои што говориме. Така што Кристина, официјално добро ми дојдовте. Вистина понекогаш толку ми давате поттик и јас понекогаш да се подготвам за овие прашања, меѓутоа со ваша помош или концепт, така што ќе ве преслам официјално на јавност, а следните 15 минути ќе говориме за оваа тема која што ја споделив. Кристина Хаджи Василева, доста е долга нели вашата функција, меѓутоа ќе споделиме раководител на компонента за планирање и извршување на буџет при проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурси. Една година измина, јас ќе ја поздравам и колешката Наташа која што ни е зад камерите. Некако благодарение и вам вистина се доближуваме до овие теми. И во случајот на зајакнување на капацитетите за искористување на ресурси, кој што започна со поддршка на општинските делови од Македонија и тоа во повеќе области. Сега убава информација, дознав дека покрај оние 17 во кои што сте во корелација и сте транспарентни за граѓаните, дополнителни 24 има да погрешам влегуваат во игра, така што проектот тесно се работува со досегашните 17 во чекор сте оваа 2022 година да ги вклучите и другите 24 од Република Македонија. Официјално добро ми дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, Марко. Ви благодарам најпрви на поканата да бидам дел од вашата емисија на Телма. Ви благодарам и за представувањето. Да, проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите веќе ја заокружува првата година од своето работење. И можам да кажам дека веќе имаме одредени резултати работејќи со 17 општини со кои што работевме од јули минатата година. Значи генерирани се податоци, статистики за успешноста на работењето. Да, веќе проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите работи директно со општините, давајќи директна техничка поддршка за тие да го подобрат прибирањето на финансии, значи од сопствени извори на приходи, она што се даноци, пред се данокот на имот, но да пристапи до други надворешни извори на финансирање. Проекти, други фондови кои што постојат во државата, истовремено да работи на подобро планирање на тие приходи, како да ги испланира за тие подобро да се трошат, да имаме поефективни и поефикасни услуги кон граѓаните. Значи, можат општините да се завршат својата работа, да им дадат услуги на граѓаните, а при тоа да добро да ги изменеджираат средствата, за да можат тоа да го обезбедат. Јасно. Кога би го мапирал терминот на општински буџет и како се планира, би било прашањето следно кое што би сакале да го поставиме за вас. Општинскиот буџет е слично на домашниот буџет. Така? Значи, како што дома планирате... Се распределуваат средствата? Да, планирате дека оваа година, например, сакате и знаете колку приходи ќе имате дома и имате некакви планови. Може би сакате да го реновирате домот, може би сакате да купите нов автомобил, да одите на патување, да ги пратите децата на посебни одмори. И сето тоа треба ви да го испланирате согласно она што го имате како приход. Токму тоа е и работата на општините во делот на планирање и реализирање на буџетот. Значи, истиот тој принцип се применува со тоа што општините треба прво да осмислат како ќе ги соберат своите приходи, а потоа и како најдобро ќе ги распределат за да ги реализираат потребите, да упатат на потребите на граѓаните, кои што тие ги слушаат, ги собираат. Квартално во текот на годината, јасно. Да, значи целиот процес практично трае цела година. Како циклус еден, така. Цела година фискалната година во Македонија од 1 јануари до 31 декември, како и календарската година. И практично уште од сега веќе се почнува со планирање на буџетот за следната година, за 2023. А тоа што сега се реализира, 2022, тоа е оно што е испланирано и усвоено заклучно со декември 2021 година. Така што има еден документ што се вика буџетски календар, по кој што се водат општините и во тој календар точно се назначени одредени рокови до кога треба некои работи да се исполнат. И така, сега овој период веќе се чека државата да ја изготви фискалната, да ги постои фискалните приоритети и фискалната стратегија да ја усвои. Понатаму, општините ја земаат таа стратегија, ја разгледуваат по своите приоритети, ги разгледуваат своите стратегии и усогласуваат со таа на владата. Почнуваат понатаму
еден процес на, како да кажам, на диалог со клучните членители во заедницата, со буџетските корисници. Тоа се сите оние кои што добиваат средства од општината. Училишта, градинки, јавни предпријатија, сите државни установи, сектори кои што се како што се под надлежност на општината. Понатаму во тој процес се вклучуваат и граѓаните и деловниот сектор. Тоа е многу важно за да се слушнат нивните вистински потреби. Значи транспарентност во секој поглед постои. Транспарентност е еден од клучните аспекти на кои што посебно даваме значење во проектот, затоа што сметаме дека на тој начин многу се подобрува довербата меѓу граѓаните и општините и истовремено тие општини стануваат и поуспешни. Веќе кога вие точно знаете што се потребите на граѓаните, знаете како понатаму тоа да го вклопите во вашите програми и буџети и да го реализирате, и да го изменаџирате. Така што тој процес трае велам до крајот на годината, се до декември кога конечно се претходно има се прават нацрт буџет, па потоа предлог буџет, се остава советниците се вклучени во општинските советници, тие се вклучени, тие го дискутираат буџетот, тие се што треба на крајот и да го усвојат. Јасно. Така што целиот тој процес завршува до декември кога се усвојува буџетот на општината и понатаму од јануари веќе почнува со негова реализација. Нова така реализација. што тоа е тој процес. Јасно. Сега ако прашам со кои можеби предизвици се соочуваат општините и кога веќе споменавте вака во едно да речам делче мал мозаик во општеството кога едно семејство си ги планира средствата, колку пак и самите граѓани учествуваат во планирањето на истите? Предизвиците, има во тој процес на планирање и реализирање на буџетот се разбира дека има предизвици, нормално е тоа. Така што општините се соочуваат и се обидуваат да се справат со тие предизвици. Например, една од работите... Секоја општина си има, да речеме, своји доблести и мани во кои што работи. Има специфики, да. Значи, ние исто дали сте голема урбана општина каде што има можност да приберете многу повеќе приходи, еве од данок нема, за разлика од нека помала рурална општина каде што реално таа стапка е многу пониска и вие со тие извори не можете многу да направите. И тогаш мора да се насочите кон други начини да ги приберете средствата. Тоа е еден од големите предизвици како да се реализираат сите потреби на кои што постојат во општините и во таа насока како да се планира буџетот повеќе годишно. Например, ако вие во вашата општина ви е приоритет, например, канализација. И сега таа чини многу повеќе од она што ви е вашиот годишен буџет. Јасно. Што ќе правите во тој случај? Така, не можете да го отфрлите тоа бидејќи е реална потреба. Јасно. Од друга страна, не можете да го реализирате бидејќи немате доволно средства и во таа година не можете. Значи, тука се тие потреби за поддршка на општините во нивните капацитети да го испланираат тој процес, да го направат тоа повеќе годишно планирање за такви капитални инвестиции, да побараат дополнителни средства од други извори, за да може тоа етапно да го реализираат, а при тоа да не ги занимаат останатите, да кажам, можеби помали, но тековни потреби на граѓаните. Јасно. Така исто и како дома кога планираме, ако планираме да купиме, не знам, нов стан, се обидуваме да планираме, земаме кредит, отплаќаме на рати. Неколку месеци пак ќе дојде некој следен чекор. Некој чекор и така и овде, и тука е таа умешност да се направи тој, да кажам, тоа поврзување во капацитетите. Ние им помагаме на општините во делот на планирање на нивните капитални инвестиции. Се разбира, предизвика е она што рековте вие, учеството на граѓаните. Тоа е многу важен аспект, бидејќи, како што реков, вика, транспарентноста е едно од клучните аспекти на подобрување на работата на општините. Би ве прашал на кој начин проектот ќе овозможи, да речеме, неопходност и добра потреба и поддршка за самите општини, конкретно кога говориме за денешната тема. Да, добро, во овој дел на целиот проект е насочен практично кон поддршка на фискалната децентрализација. Значи, ние работиме и на национално ниво, каде што работиме со Министерството за финансии, со Министерството за локална самоуправа, да правејќи анализи, давајќи некакви предлози за тоа како може да се подобрат одредени процеси во општините. Но истовремено работиме и директно со општините, значи со овие 17 општини, меѓутоа со следните што ќе бидат дел од проектот, давајќи им директна конкретна помош, значи преку обука, преку директна работа на терен со нив, менторство, во насока на специфицирање на одредени процеси, например прирачник како да се буџетира во единиците на локална самоуправа. Не само прирачник, туку и обука и директна работа со нив на терен.
Тоа значи специфицирање одредени процедури интерни кои што можеби им недостасуваат. А понатаму тоа значи обука за тоа како да пристапат до други извори на средства, како да пишуваат проекти и да аплицираат на друго место, кај донатори во други фондови национални. Понатаму тоа значи директно поврзување покажеме начини како да развиваат стратегии за локален економски развој, кои што понатаму ќе им помогнат во развојот, како да соработуваат со деловниот сектор. Се тоа конкретни, да кажам, процеси кои што им помагаме директно како да ги применат. Така, и сега во досегашното работење со 17 општински делови од земјава и здравје Боже со следните кои што ги најавувате, што се вели во поголема бројка, каква е повратната, да речеме, фидбекот или одговорот кој што го добивте? Дали сериозно општините се подготвени за подобрување и понатамошен развој? Вака да речеме ако направите некоја добра анализа. Па да, јас веќе 20 години работам со општините преку разни проекти. И општините се секогаш отворени за соработка. Тоа е моето и нашето искуство на проектот. Тие се отворени за соработка, бидејќи ние кога, особено во случајов со овој проект, затоа што кога почнавме да работиме, ние не додовме да ги оцениме општините досегашното работење како било што ама од таа мислиме ситуација ние, како да се подобри. Ние ги прашавме нив, ние направивме една алатка за самооценка. Да тие сами да се оценат каде имаат потешкоти. И автоматски после тие потоци ги собравме, ги анализиравме и видовме. И не секаде имаме ист пристап. Во некои општини им треба повеќе поддршка во еден дел. Во некои општини им треба поддршка повеќе во некој друг дел и ние така димензионираме нашата поддршка согласно капацитетите и потребите на општините. Бидејќи не е исто да нели како што реков да бидете во една помала рурална општина, таму секако повеќе поддршка треба некогаш за разлика од поголемите урбани општини кои што веќе имаат развиени капацитети особено во одредени сегменти на планирањето и извршувањето на буџетот. Супер, Кристина. И еве, како едно финализирање на ова денешно наше издание и излагање, кои би биле можеби следните чекори за самиот проект, што можеме да ги поделиме за јавност? Имаме амбициозни планови, веќе сме во втората година на проектот и вие веќе најавивте, значи ние во април ќе вклучиме уште 24 нови општини во проектот заедно со овие 17, така што ќе имаме една вистина голема бројка на општини со кои што ќе продолжиме да соработуваме во текот на оваа година. Се разбира, во текот на следните години ќе сакаме да ги фатиме сите општини во Македонија до крајот на проектот, до 2026. Планираме на почетокот на април да имаме еден настан на кој што ќе ги промовираме овие нови општини и на кој што исто така ќе ги поканиме и Министерството за финансии, за локална самоуправа, ќе се координираме со ЗЕЛС за да ги представиме наудите кои што ги имаме, сознанијата од целата оваа наша работа. Бидејќи ние работејќи директно со општината имаме некои сознанија за тоа кои се некои специфични предизвици со кои што се соочуваат и сакаме на една таква средба со сите клучни засегнати страни да ги изнесеме тие предизвици и понатаму да обезбедиме некакво заедничко, да кажам, заеднички став за тоа како може понатаму да продолжиме и да им помагаме и што е тоа што треба секој од члените да го направи во својот домен за да може да помогнеме во делот на унапредување на фискалната децентрализација. И меѓу другото сигурно како побезбедно и подобро да ги испланираат средствата кои што ги добивате од граѓаните, самите општини, поточно и од централната власт. Верам дека тоа е исто. Како подобро да ги приберат тие средства, но и потоа како подобро да ги употребат наменски, се разбира, ефективно, ефикасно, за да може да ги пружат оние услуги кои што се нивна надлежност и кои што граѓаните ги очекуваат од нив, бидејќи нели за тоа се даноците, за тоа плаќаме данок, за да добиеме одредена услуга од општината. Кристина, ви благодарам за учеството во утринската на Телма. Ве очекувам со нови резултати и убава успешна календарска година со новите 24 кои што веќе ги споделивме неколку пати. Благодарам, Марко, се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се сретнеме и да зборуваме уште повеќе на оваа тема и на што го правиме во меѓувреме. Ви благодарам уште еднаш.